мислам дека информирањето е проблем воопшто. Медиумите веќе сите знаеме во каква состојба се. Меѓутоа, овдека гледам колеги, гледам камери, колку дописници имаат од Куманово. Не е битно дали е на албански медиум или е на македонски. Значи, дописниците во Куманово се укинати. Не може некој колега од Скопје да доаѓа секој ден и да ги следи состојбите, дали со бегалците или со било што се случува во Куманово, и секој ден да поднесува барање до МВР или не знам до каде, за да му се даде дозвола да дојде таму да снима и да работи и да ја следи состојбата. Јас сум поминала други бегалски кризи, кога ние како дописници сме биле постојано на терен, сме разговарале и со местното население, сме разговарале и со бегалците, и тоа било објавувано. Тоа е тој живот кој треба и сега да биде нотиран и треба јавноста да знае. Зборуваме за ксенофобија. Па како нема да има ксенофобија кога луѓето, например, кај што е железничката станица, појма немаат што им се случува, наеднаш им доаѓаат луѓе, станува Савајли и гледа полн двор со непознати луѓе. Не е битно дали се црни или бели. Еве влезете вие бели кај некој бел човек, ама непознати сте, и тој сигурно дека ќе ве гледа поинаку. Значи, проблемот на медиумите е државен проблем. Јас секогаш велам, штом дописниците ќе почнат први да летат од редакциите, дека нешто понатаму ќе се случува во медиумот. Моето искуство не е црно толку, меѓутоа е жално од терен. Сум имала прилика да разговарам и со местното население, кое прво е уплашено, затоа што слуша ваму тероризам, онаму тероризам, различна вера и што ја знам. Второ, ако може да наплати, затоа што знаете, поранешните кризи бегалски кога биле кумановци, мислам за целиот тој регион, главном биле вработени. Немале време они да се занимаваат дали ќе заработат денеска 100 денари од некој си патеник што стигнал не знам од каде и не знае каде и не знае ни каде ќе оди. Значи, тие сега гледаат на секој можен начин. Вода, ако треба вода да продаде. Значи, почнуваат да гледаат начин да заработат и они за парче леп. Од друга страна, сироти бегалци, на кој начин да добијат она што го барат, ако не понудат пари. Мораат да нудат пари. И тука се прави таа робна размена, односно купи-продај. Злоупотребата е нормална, затоа што овие се многу. Овамо имаме луѓе кои 20 години се занимаваат. Значи, јас паметам уште кога падна Чаушеску, уште од тогаш почнаа бегалци, само не во вакви размери, не во вакви бројки. И тогаш исто ги превезуваа за големи суми пари. И тоа веќе си постои таму мрежа. Тука ја не знам државата кога ќе се справи. И од друга страна, мислам дека во Кумановско, управо заради тоа што постојано има некои непознати луѓе, постојано, дали се по ниви, дали се по патишта или било каде, луѓето не се плашат од нив. Без оглед што се црни, без оглед што се муслимани. Не е битно тоа. Луѓето гледаат, ако можат, колку толку да помогнат на нив, ама и себе си да си помогнат. Злоупотреби има, нормално. Па вие, мислам, не можеме да зборуваме само дека бегалците се злоупотребувани. И ние сме изложени секој ден на некаква злоупотреба. Меѓутоа, што прават медиумите? Медиумите не се занимаваат ниту со населението, кое треба да биде информирано за тие луѓе и на кој начин може да им помогне, ниту се занимаваат со приказните на луѓето кои доаѓаат од таму некаде, кои поминале ни се и се што. Последното, да не одземам многу време, па ако има некое прашање, последниот пат кога бев во Табановце, навистина не сум новинар што емоциите го понесуваат, отпосле реагирам од како ќе завршам работа. Многу ми беше жална сликата на едно дете кое сакаше за 2 минути да си ја раскаже целата биографија, а детето имаше 13 години. Значи, колку време мајка му и татко му биле во брак и каде е тој и ништо се поминале.
а детето има проблеми со срцето и 3 месеци е во Табановце, во кампот, од време на време доаѓа во Скопје на клиника да му се даде валјда соодветна терапија. И уште нешто што беше интересно, затоа што јас се обидувам секогаш да ги прашам и жителите од селото. Значи, децата од кампот се играа со децата од селото и дури прашав, па на кој јазик како се разбират, децата се разбираат. Жените со кои разговарав нема никаква предрасуда кои се тие деца. Дури татко со едно дете дојде да биде тука со нив. И едната од нив рече, ако останат уште тука, ние веќе ќе почнеме да си гледаме како наши соседи, како луѓе кои се од тука.